Дали на повидок се нови уцени, препреки, условувања од нашиот источен сосед? Бугарија пред праг на нови избори. Што тоа значи за Македонија? Дали новата влада ќе ги намали притисоците или пак тврдите долгогодишни ставови на официјална Софија само повеќе ќе се позиционираат? Министерот за надворешни работи Османи очекува подобар диалог и соработка со новата влада на Бугарија. Фактот што немаше политичка влада во Бугарија последните 2 години беше отежнувачки фактор. Затоа што немаше политички интерлокутор или политички партнер со кој што можевме да се договориме по однос на одредени прашања, а во услови кога нема политичка влада, тогаш обично конзервативни и радикални елементи во општеството го диктираат наративот. Јас се надевам дека после овие избори од недела ќе се формира политичка влада за да веднаш се вратиме на диалогот, на разговорите. Додека Османи очекува подобрување на односите, соседите дел од изборната кампања ја тера токму околу односите со Македонија. Председателот на ГЕРБ Борисов, кој е еден од фаворитите за мандатар на новата влада во Бугарија, порача дека Софија си е завршила својата задача кон Македонија и сега било грижа на Европската унија да ја натера земјата, како што рече, да се однесувала европски. Да ги затворат бугарските клубови, да ги тепаат бугарите затоа што имаат бугарска самосвест, тоа не е европско и не е цивилизирано. Моето барање овој процес да се наблюдува. Не можеме да бидеме добри повеќе од еднаш. Сега е нивни ред да докажат дека се добри. Ривал на Борисов е Петков, кој кога беше на чело на бугарската влада, Македонија се соочи со притисоци за францускиот предлог. Какво подобрување на диалогот Османи очекува од Софија, ако се знаат ставовите на фаворитите? Останува да видиме по изборите во Бугарија кои треба да се одржат за утре.